Грет Вилдрес долго време беше провокативна фигура во холандската политика, но никогаш досега не уживал вакво ниво на успех, откако неговата партија освоила 37 од 150 места во парламентот. Надежта е дека луѓето ќе ја вратат својата земја, да се погрижиме Холандија повторно да биде за холандјаните, дека ќе го ограничиме цунамито на азил и миграција. Партискиот манифест на Вилдрес ветува помалку ислам во Холандија. Во 2016 година тој беше прогласен за виновен за кривичното дело, навреда на етничка група и поттикнување омраза и дискриминација, откако ја предводеше толпата која скандираше за помалку мароканци во земјата. Малцинските групи изразија загриженост за изборниот резултат, но по неговата победа Вилдрес ја ублажи антиисламската реторика. Ако станам премиер, ќе бидам за сите холанѓани без разлика кои се, нивниот пол или религија, од каде доаѓаат, за секого. Тој тон ги освои гласачите за време на кампањата, вели политичкиот аналитичар Рашид Азрут. Во суштина, она што тој го рече е, знаете, мојата омраза кон исламот. Тоа сепак ќе биде дел од мене, но јас ќе го оставам настрана и тоа не треба да биде дел од владата. Така можам да станам поддржлив коалициски партнер. Обојната коса и конзервативната агенда на Вилдрес предизвика споредби со поранешниот председател на САД Доналд Трамп. Неговата програма ветува Холандија на прво место, повторувајќи ги слоганите на другите популистички партии. Ова е меѓународен тренд, огромен, популистички бунт против естаблишмент на секаде, низ целиот свет. Но секој договор за коалиција најверојатно ќе го омекне неговиот став, вели Азрут. Да, Герт Вилдерс и неговата партија вела дека треба да имаме Негзит, дека Холандија треба да ја напушти Европската унија, дека треба да го вратиме голденот на место еврото и да не ја поддржуваме Украина. Но тој се разбира свати дека е сам во таа смисла. Партијата за слободата на Вилдрес се уште има 39 пратенички места за да дојде до мнозинство и не е јасно дали Вилдрес ќе најде други партии подготвени да соработуваат со него. Преговорите би можеле да траат и неколку месеци. Лидерите на крајната десница ширум се Европа му честитаа на Вилдрес. Унгарскиот премиер Виктор Орбан рече дека пристигнал ветрот на промени, додека французинката Марин Ле Пен рече дека тоа било спектакуларен настап.